И благодарам што народно кажано прифативте поканата да биде дел од оваа пресконференција. Моци ми е чудно дека е без Јорданов, без градоначалникот на општина Штип, но поради оправдани причини тој не е овде и таа оправдана причина е работа. И нормално човек кој има работа и треба да се разбере дека Штип е голем град, а во Штип секојдневно се случуваат нови обврски, нови ангажмани од страна на градоначалникот и така да овој пат нас не пушти мене како модератор. Дани како организатор и Горан Стаменков како коорганизатор на фестивал кој што благодарение на општина Штип и градоначалникот е традиција, веќе постанува и традиција. Втора година поред Штип Стрит Фуд фестивал ќе се одржи од 15 до 17 мај на градското шеталиште, на едносмерната позната на Штипени. Станува збор фестивал кој што е потеркот на европските метрополи. Фестивал кој што се одржува во најголемите европски градови, почнувајќи претходно спомнавме и Португалија кој што се одржува и во Лисабон, го има во Шпанија, во Барселона, го има во Чешка, во Прага, Лондон, UK, го има во Солун, во Атина, го има во сите најголеми градови метрополи во Италија, во Милано, па така да благодарение на Скопје ние го имаме и во Скопје, ќе го имаме и во Штип. Штип Стрит Фуд фестивал ова година по втор пат, тоест ова година по втор пат ќе понуди богата вкусна храна. Нема да се повтараме, тоа ми го кажа од организација, туку повторно ќе има нови видови на храна кои што ќе се искусат на шеталиштата во Штип. Со тоа што може повторно да се проба, ако не се лаза мексичка храна, може повторно да се проба кинеска храна, но во друг вид и од друг како да кажам мајстор направена. Повторно ќе ги оние традиционални бургери кои што се познати низ Скопје и низ скопските како да кажам киосци и тена. Јас како модератор ова само го најавувам дека ќе случува голем фестивал на храната, каде што ќе биде вкусот пред се нешто кое што сите ќе бидеме на едносмерната од 15 до 17 и можам да потенцирам дека тој викенд плюс тоа што ќе имаме добра храна, ќе имаме добра музика, ќе имаме добра атмосфера и ќе имаме одлична програма за сите љубители и на храната, богами и на пијалоците. Дани, втора година поред, во Скопје која година? Четврта година во Скопје. Лани бевте, ако не се лажам, и во Велес, со Стрит Фуд фестивал, бевте и во општина Центар, ако не се лажам, оваа година се најавуваат и Битола и Охрид, но дефинитивно Штип како центар на истокот не се заобиколува и само овде ќе биде 3 дена фестивалов од 15 до 17. Малце подетално за тоа. Така. Благодарам за вашата присутност. Пред се би сакал да искористам оваа прилика да искажам и благодарност до општината и градоначалникот за укажаната доверба по втор пат да се одржи овој фестивал тука, односно пред се тоа беше идејата на самиот почеток да прерасне во еден вид традиција. Оно што е интересно на овој фестивал, доаѓаме со комплетно нови вендори за храна, значи сето оно што има прилика Штипени лани да го вкусат и пробаат, ќе имаат прилика да пробаат нешто сега сосема ново. Ќе имаме околу 10 вендори за храна, што не е мала бројка, верувајте, и во нашата организација се движат негде од 10 до 15, во зависност од самите градови. Секако онај што Миро го напомена, ќе ги опфатиме сите светски кујни, почнувајќи од мексиканската, американската, француската, италијанската, македонската и така натаму. Оно што е исто така интересно, ќе имаме и гости и од другите градови од држава, ќе имаме гости и од Охрид, и од Куманово, Скопје секако, така да ќе биде некако и по меѓуградски овој фестивал. Околу музичката програма, исто така гледавме да ги опфатиме и да задоволиме сите вкусови. Инаку фестивалот ќе започне во петок во 17 часот, се до полноќ. На отварањето ќе го отворат познатите диџеи Гоце и Чваре. Сабота како ден ќе отвориме порано, негде околу 12 часот напладне и ќе трае се до полноќ, со други зборови скоро целодневна програма. Во тој ден музичката програма ќе ја пополнат еден локален диџеј, а вечерта доаѓаат бендот South Park. Додека за недела исто така еден од најпознатите скопски диџеи ќе биде Александар Јорданов, да би требало негде да го затвори фестивалот околу 18 часот. Оно што исто така би сакал да напоменам дека нормално влезот како и на секој наш фестивал ќе биде бесплатен. Отворен е буквално за сите, од најмало до највозрасно, така да се надевам дека овој пат за разлика од лани и времето ќе не послужи и ќе имаме навистина еден
извонреден и прекрасен фестивал. Да, така некако беше миналата година, но оваа година организаторите неуваат дека уште подобро, дека нели од година се подобри и подобри треба да сме во тоа. Миналата година што покажа дека има сенс за добра музика и за гастрономско уживање, така да можам да кажам јас и да сублимирам на крајот од оваа пресконференција, дека се трудиме Штип како центар, како регионален центар, како најголем град во Исторна Македонија, административен град во кој што има факултети, град во кој што имаме и најдобрите фестивали, како Махфест, како Пастрамалијада, како Д фестивал, град кој што има шампион во одбојка, град кој што има една брегалница, град кој што за неколку години ќе имаме и прволигашки кошаркарски клуб, град кој што има и многу познати писатели, автори, актери, музичари, ќе има и фуд фестивал кој дефинитивно ќе прерасне во традиција. Така да Штип очекувате одлична забава на едносмерната од 15 до 17 мај 2026 со Бога напред. Ако не послужи времето, верувам дека цел град ќе биде на едно место. Прашање? Тоа е тоа.